за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели, добра вечер. Еве убава ретка можност повторно во неделава во 20 часот да бидеме заедно на брановите на Радио Слободна Македонија и да го проследиме најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Ке се обидам да го задржам вашето внимание од повеќе причини, затоа што политиката, во кое што е, како да кажам, еден нераскинлив дел од нашето секојдневие, кој што успеа на некој си начин да не стави и дури во заложништво нас, обичните граѓани, очекуваме да незиниот расплет или поточно речено решението на незината криза биде конечно еднаш за секогаш позади нас и да се сеќаваме на негативните епизоди од секвенциите кои што не ги прередуваа политичарите, размислувајќи за подобро утро, или што се вели една порозова иднина на македонската плуралистичка сцена. Секако дека ќе се сложите дека еден од главните настани кои што се случи неделава беше оној во средата или према четвртокот, всушност беше објавувањето или поточно речено поднесувањето на условната оставка на актуелниот премиер на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Вие сами знаете дека одлуките на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, со кој што каде што беше прифатена и на централно ниво и поточно речено и на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, како партија која што ја доби власта на последните парламентарни избори, господинот Груевски побара да ја се прифати неговата оставка од една проста причина. Тој го поддржува сето она што го потпишал во пржино, а очекува потписниците, останатите тројца, кои што заедно со него ги представуваат 4 најголеми партии во Република Македонија, да го сторат истото. Централниот комитет на ВМРО ДПМН, почитувани, му даде целосна поддршка на председателот на партијата Никола Груевски да биде единствениот представник на ВМРО ДПМН во трката за новата функција за премиер на Република Македонија од страна на ВМРО ДПМН. Се разбира на предстојните избори на 24 април годинава. Централниот комитет донесе и уште една одлука која што сигурно знаете, веќе не е тоа тајна, туку за кандидат на премиер на Република Македонија, кој што ќе го замени господинот Груевски во дадениот актуелен политички момент, е кандидатот, поточно речено, генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господинот Емил Димитриев, кој што има како прво и примерно задолжение, откако ќе биде избран и изгласан во Собранието на Република Македонија, да ги спроведе овие избори за кои што постојано во текот на нашата емисија и во најобичните разговори меѓу нашите гледачи, меѓу нашите граѓани, да ги спроведе овие избори и да се страви еднаш точка или крај на кризата, политичката криза во која што бевме ни криви ни должни скоро година и половина заложници. Една од причините кои што всушност го натераа председателот Никола Груевски да ја поднесе ова негова оставка, всушност е и составен дел на заклучоците од Пржинскиот договор, но со една чиста и јасна намера. Тоа нашите познавачи на политиката добро го знаат, тоа го знаат членовите, симпатизерите и активистите на неговата партија, но сакам да го дознаат и сите оние граѓани и покрај тоа што имаше многу шпекулации во врска со неговата ултимативна оставка. Зошто? Затоа што намерата на господинот Груевски, председател на ВМРО ДПМН, е конечно да се затвори овој деструктивен и негативен период во развојот на Република Македонија. Ке се служите дека нормално после ваквите случувања на политичката плуралистичка македонска сцена ќе има и реперкусии, но за нив во дадениот момент не би сакал да зборувам, затоа што сето тоа може да излезе како некоја шпекулација. Со одржувањето на предвремените парламентарни избори потребно е, значи,
да се потоа навратиме на собствените проблеми, да се сконцентрираме на работите кои што граѓаните ги очекуваат. Беше цитат од изјавата на председателот Груевски, кој што јавно се обрати преку телевизиските преку телевизискиот етер се обрати на нацијата. Зошто? Затоа што оваа влада по четврти пат е пресечена во реализирање на ветените проекти кои што беа во програмата кој што таа беше презентирана во предизборието. Отворање на нови работни места, потоа отворање на нови фабрики, тоа значи доведување на странски нови инвестиции, продолжување со интензивната инфраструктурна обнова, пред се изградба на Република Македонија. Период во кој што имавме можност и преку 1200 проекти кои што ги вети ВМРО ДПМН и председателот Никола Груевски, дел од нив, поголем дел од нив да бидат исто така реализирани. Од другата страна, ваквата изјава, која што реков е ултимативна од една проста причина, затоа ќе важи како што е запишано во пржинскиот заклучок или во пржинските записници кои понатаму станаат документ кој што требаше, според кој требаше да постапуваат сите чинители 4 партии во Република Македонија. А тоа е да поднесе оставка или неговата оставка која што веќе е депонирана во парламентот на Република Македонија, кај господинот Трајко Велјановски, како председател на Собранието на Република Македонија, да важи 100 дена од датумот на реализирањето на четвртите предвремени парламентарни избори. Од која причина? Недовербата во решувањето на сите оние, како што реков, задолженија кои што произлегуваат од Пржинскиот договор, е токму во опонентот, во најголемата политичка опозициона партија во Република Македонија, а тоа е во ЗАЕВ, во Шекеринска и во СДСМ. Затоа што веднаш, што се вели, не една минута после обраќањето, јавното обраќање на Груевски пред нашата јавност, СДСМ побрза, како што реков, да слави што премиерот Никола Груевски најавил дека утре рано изутрина ќе го достави своето времено повлекување. Оваа партија, мораме да признаеме, без тенденција да фаворизирам некој или да ги минимизирам работите, односно активностите на другиот опонент, се наоѓа во длабока опозиција и таа мисли дека доволно е Груевски да се повлече од својата позиција и веќе да почнат да го слават денот на доаѓањето, нивното доаѓање на власта. Но, сепак, мораме да бидеме предпазливи. Дури и ние, граѓаните, а особено искусните политичари од СДСМ, кои што многу добро знаат зошто не се наоѓаат на власт. Тие ги гледаат и анкетите кои што им покажуваат дека ВМРО ДПМН, а такви анкети имаше направено повеќе, ВМРО ужива огромна предност во добербата кај граѓаните. Друга работа, кој што ни ја покажа спроведените реномирани анкети од страна на ИРИ, Брима Галуп и така натаму, дека ниту на следните избори СДСМ нема да го избегне ниско екстремниот рейтинг. Не само што ќе изгуби, затоа што ниту бомбите на ЗАЕВ, ниту аферата Пуч не успеа тајните прислушкувани, набавени тајните незаконски набавени телефонски разговори не успеа да го намалат рейтингот на ВМРО ДПМН, а згоре на тоа и на председателот Никола Груевски. Политичарите од СДСМ се наоѓаат во една, ако можам да кажам, лажна еуфорија, затоа што се обидуваат на секој начин да влеват лажна надеж за изборна победа, не само за овие, туку и за сите досегашни изборни циклуси кои што опозицијата ги доживува. Само да споменам дека, да го потенцирам ова досега што го зборував, Груевски со својот потек покажа дека стои докрај да ги исполни сите обврски од договорот на Прштино во Пржино, а таму е наведено дека премиерот на државата треба да се повлече од функцијата на 100 дена пред изборите. И точка. СДСМ пред и по настапот
на Заев, затоа што тој веднаш се огласи и се обрати исто така на јавноста преко медиумите, одлучи да прославува, да ги изведе неговите симпатизери, активисти и членови по улиците на Скопје, Прилеп, Ресен и така натаму, да ги развие партиските знамења, од автомобилите да пушти гласна музика проследена со сирените и да ја прикажува таа лажна еуфорија. Искрено да ви кажам, па дури и сам од мене не ми е јасно зошто СДСМ и Заев слават. Дали се прашуваат дека изборите се уште не се ни договорени, не се ни започнати, а тие веќе се сметаат како победници? Дали сметаат на помошта од странскиот фактор или пак од средствата и од парите кои што доаѓаат од многу, ако може така да ги наречеме, невладини организации кои што се на иста бранова должина заедно со СДСМ, не знам. Но јавноста ваквото однесување од страна на СДСМ е добро познато. Само да подсетам дека вакво нешто го правеше и Бранко Црвенковски и покрај тоа што доживеа неколку порази. Се сеќавате на изборната 2011 година. Бранко Црвенковски го замајуваше своето членство со лажни ветувања на победа и исто така напразно го прославуваше се уште недобиеното место или функција во владата на Република Македонија. Победата на СДСМ, се разбира. Тогаш во дворот, се мислам дека беше во дворот на партиското седиште на се уште како сака да си ја викаат својата бихачка, беа поставени дури звучници, шатори, шанк со пијачки, знамења, беше набавена храна, алкохол, со цел да се прослави изборната победа. Арно на собраното партиско членство дојде да слави, но си замина со наведнати глави, а храната и пијалоците беа собрани уште при првичните резултати само 2 часа по затворањето на избирачките места. Груевски и ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија прокнижија уште една победа. Тогаш СДСМ се соочи со еден катастрофален пораз на изборите. Црвенковски, се сеќавате, ја призна победата на ВМРО ДПМН, имаше доблество да го каже, но сепак овигнувајќи го народот за со онаа позната скандалозна изјава, народот е во право дури и кога греши. Се сеќавате дека победа при пораз славеше и вториот човек во партијата, подпредседателот актуелен се уште, господјата Радмила Шекеринска. Таа, колку што знам, во својата кампања со месеци го убедуваше своето членство, не само своето членство и останатите чинители, кога се во прашање изборите и така натаму, дека СДСМ е убедена дека СДСМ ќе победи на изборите, правеше таква еуфорија, која што за жал подоцна подоживениот пораз не најде за сходно, ако не друго, барем да се извини за своите ветувања. Народот повторно покажа црвен картон на СДСМ. Беа насловите кои што така некако печатливо се издвојува не само во дневните вестници, печатените медиуми, електронските медиуми и така натаму, блиски или со ориентирани кон политиките на ВМРО ДПМН, мораме да признаеме, има и такви, туку и оние, да не кажам условно неутралните, па дури и лично и нивните партиски вестници кои што беа секогаш на брановата должина на политиките на СДСМ. Значи, лидерите на СДСМ, морам да го потецизирам, еден по еден, со години поред, на изборите се сочуваат со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. И сите тие губе. Затоа, народот, а има причини зошто да му верува, како што реков, делата на крајот зборуваат и тие одлучуваат, ветува или поточно речено се гледа дека на 24 април 2016 година, доколку имаме избори, затоа што, верувајте, СДСМ, знаејќи го рейтингот, знаејќи ги своите позиции и расположението на народот, ќе направи или ќе се обиде да направи повторно да ја дестабилизира состојбата во Република Македонија само со цел да може изборите и сигурната победа на ВМРО ДПМН повторно 10-та поред јубилејна да ја прогласи повторно како нелегитимна. Овој пат на БХСК частат дека ќе победат
пред владата, тогаш можеби ќе заиграат и некое оро, го лажат своето членство и после сите такви чекори, како што реков, епилогот беше добро познат. Не знам дали се сеќава ова новото раководство на СДСМ, но во секој случај таквите слики ги памтат членовите. И овој пат во СДСМ, како што реков, се слави, но никој не знае што. Политичарите и членството се свесни дека и оваа прослава ќе заврши со пораз, барем ако се цени според она што го припшуваат старите оние, како што реков, членови и активисти кои што во некогашната постава на СДСМ во политиката беа некој и нешто. Почитувани слушатели, предлагам овој пат да направиме една куса пауза, земајќи во обзир дека на оваа тема ќе се навратиме во студиото на Радио Слободна Македонија, со подсетување дека јас сум премариус доктор Јордан Пачков, а вие го следите најновото издание на емисијата за македонските работи. Почитувани, повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие сте, доколку сте покрај вашите радиоапарати и радиоприемници, го следите најновото издание на емисијата за македонските работи. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, кој што е уредник и водител на изданието, поточно речено на емисиите за македонските работи. Зборувавме во текот на емисијата и ќе продолжиме таму каде што застанавме, всушност обраќањето или чинот на поднесување на оставка, условена оставка од актуелниот досегашен претседател на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, наедно и претседател на победничката ВМРО ДПМНЕ. Она што сакам да го иствојам во вториот дел е всушност неговото обраќање пред јавноста, кое што навистина во еден висок стил, еден државнички говор ги аплицира сите оние моменти кои што пред се го натераа да ја поднесе таа оставка и се во интерес не само на својата сопствена партија, туку во интерес и на Република Македонија. Затоа и ќе издвојам неколку цитати од неговата изјава или поточно речено неговото обраќање. Денес Македонија им докажува на сите дека верува во себе и знае што прави и се бори за себе и својата подобра иднина и нема да дозволи никој да си игра со тоа. Јас верувам во вас и верувам во Македонија. Знам дека и вие верувате. Одиме напред, заедно, рамо до рамо, секој ден до денот на изборите, кога повторно ќе застанеме цврсто и со гордо окрената глава ќе кажеме: успеавме, Македонија успеа и ние сме дел од таа голема победа. Затворен цитат. Господинот Груевски со тоа навести, почитувани слушатели, дека има мощна сериозна платформа за раст, за развој на државната економија и нови работни места. Вие сами знаете дека оваа влада на Република Македонија ќе биде запаметена пред се по покачување на бруто домашниот производ, по доведување на странски инвестиции, по вложување или поточно речено во доведување на инвестиции странски кои што градеа Гринфилд и Браунфилд инвестиции во кои што се вработува многу македонски момчиња и девојчиња, се разбира. Ова влада ќе остане по тоа што ги покачи пензиите, ги покачи социјалните помоши. Ова влада ќе остане по тоа што воведе огромни, ако може така да се каже, на високо ниво, субвенции во земјоделието. Ова влада ќе остане во тоа што инвестираше преку 200 милиони во развојот на здравството во Република Македонија. Пред се, кога мислам тоа, да ги спомнеме изградата на нови и реконструкција на постоечките здравствени објекти и 100 милиони во кои што беше нашето здравство снабдено со најсофистицирана медицинска опрема. Значи го постигна рейтингот на здравствената фела во Република Македонија и ги покачи платите. Ова влада ќе остане запаметена по тоа што многу вложи и во развојот на образованието во Република Македонија. И така натаму, и така натаму. Значи, има големи планови оваа влада и сериозна платформа за државна економија, за раст и за развој, за обстојување на патот за отворање на нови работни места, инвестиции во сите области. Презентирањето на оваа програма доправа ќе следи, откако претходно ќе следи и отчетот со кој што секогаш во рамките на своето политичко обстојување на плуралистичка македонска сцена, ВМРО ДПМН ја изложува пред своите граѓани јавно.
Затоа другите може да се трудат да го минимизираат стореното и ќе да идеме на еден таков период кој што всушност ќе представува навистина една енигма пред се, затоа што она што се случува, оние парадоксални потези кои што се случија со кршење на Уставот на Република Македонија, со избирање на некое специјално јавно обвинителство, кое што доби специјална јавна обвинителка и 12 специјални јавни обвинители, кое што е против Уставот на Република Македонија. И не бариле некои други потези кои што се прават, кои што беа не секојдневни, беа на вистина уникум во нашето секојдневни пред се во политичкото живење, не терат на помисла дали на 24 април на вистина во Република Македонија ќе има избори или Груевски ќе ја повлече својата поднесена оставка се со цел затоа што не се остварени докрај сите оние заклучоци кои што беа во пржинскиот разговор. Останува да видиме. Народот на Македонија и понатаму останува главна потпора за Груевски и неговите политики. Македонија мора да оди напред и ние знаедно со народот ќе се избориме за тоа. Беше уште еден од цитатите на председателот Груевски. Договорот исто така опфаќа и времено повлекување на премиерот за 100 дена пред изборите, реков, се под знак што ќе биде договорено и како ќе биде договорено да се реализираат и останатите горливи прашања, а вие тоа знаете, дека законот за медиуми е во прашање и пред се во прашање се уште некои чинители, пред се мислам на чистење или на избирачкиот список. Дали политичкиот опонент ќе има доблест тоа нешто да го направи или тоа ќе му биде изговор да не се јави на 24 април на изборите, останува да видиме. Еве тука би завршил, почитувани, благодарам што бевте со мене. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков. Вие го слушате најновото издание на емисијата за македонските работи во реализација на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 17 јануар 2016 година. До слушање. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков.